Со настанувањето на музичката индустрија и редовното издавање на синглови и албуми на музичкиот пазар, се појави и нов вид на професија – музички зависник, односно колекционер на плочи. Таа зараза настанува после Втората светска војна, кога рок-н-ролот начело со звездите како Бади Холи, Чарли Паркер, Кралот Елвис и други, навлезе во сите пори на социјалниот живот. Секоја недела нов сингл на топ листата, секој ден трка по нов примерок од винил. Работата отиде толку далеку што по смртта на некои од великаните, како Џими Хендрикс, Дженис Джоплин, Џим Морисон и други, нивните раритетни албуми, издадени во малку примеруци, се репродаваа на јавни аукции, каде достигнуваа астрономски цени слични на ликовните дела. Така беше првите 4 декади. Во последнава декада, постмодерните 90-ти години, технологијата ни го понуди новиот носач на звук, компакт дискот. Предности: дигитален запис, чист звук, без зона иглично крцкање на плочата, значи максимална перфекција. На продажниот музички пазар не се промени ништо. Цената на албумска CD и албумски винил е горе-доле иста. И така плочата како производ набрзо беше потисната од поквалитетниот компакт диск, што направија музичките зависници. Во почетокот на 90-тите, полека почнаа да ги продаваат домашните колекции плочи, секако раритетите и понатаму ги зачуваа, а во замена за истите, тие албуми се купуваа на CD. Одлична сделка. Во претходниот случај комплетно влегува и Македонија. Се отворија многу нови музички продавници кои нормално како единствен квалитетен носач на звук го форсираа компакт дискот. Оригинал чини околу 30 германски марки. Здраво, вие сте колекционер на музика, претпоставувам. Тешко да се каже, меѓутоа сум еден од поредовните посетители во овој шоп. Па има доста да се види, да се купи. За жал, оно што јас го барам не е баш онолку колку што би очекувал и би сакал, меѓутоа се наоѓа. Добро, значи од прилика пола сте задоволни од понудава што може да се најде во градов па и во држава. Пола не, меѓутоа едно 10:90 сум задоволен, односно 90% сум незадоволен. Тука влегува во игра и нашиот источен сосед Бугарија. И покрај сите закани и забрани што ги доби самата држава за заштита на авторските права на музичките изданија, во Бугарија имаше 3-4 работилници кои си тераа музички бизнис. Целиот европски источен блок беше и уште е заразен со синдромот бугарско CD. Нивната политика, мислам на пиратите, беше крајно конструктивна. Истовремено издавање и на нови изданија, а и реиздавање на стари албуми од 50-тите, 60-тите и 70-тите години, кои често пати се приснимувани и од плоча, па кога го ставаш компакт дискот во плеерот, мислиш дека слушаш винилна музика. Супер, бугарски надреализам до даска. Оваа анкета конкретно ја правиме за тоа дали слушате претежно оригинална музика, оригинална во смисла купувате оригинални CD или купувате и понекогаш така наречени бугарски CD? Па добро, зависи од финансиските прилики, меѓутоа како кога. Во секој случај имам солидна колекција на оригинали дома. Финансиски се многу по-пристапни овие нелегални, вие ги нарекувате бугарски, според мои сознанија доаѓаат и од други места, Украина и така мислам. Оригиналните се уште прилично скапи, меѓутоа зависно од материјалот кој се нуди, неретко се одлучувам и за такви. Има избор, меѓутоа цената е сепак една прилично тврда бариера за сите. Конкретно, оние ствари ја што ги сакам, изведувачи, било да се групи или соло изведувачи, се претежно изданија кои што на пиратски CD ги нема, тоа се алтернативна сцена конкретно. Така да, доколку би сакале да ги имаме, понекогаш смете приморани, мислам, не приморани, него мораме да земаме оригинали, во секој случај. Добро, тоа по вашиот џип се одразува или? Па добро, секој случај се одразува, меѓутоа, како да ви кажам, се снаоѓаме некако, кога можеме. Нешто ако излезе пиратско, земаме пиратско и така, комбинирано, може да се каже. Добро, кај нас се заштитени со авторски права, нели легалните изданија, но може да се каже дека бугарските, или условно наречени CD имаат голем избор, така да ви возможува, ако сте биле порано колекционер на плочи, сега да ги имате тие изданија и на CD. Ако алудираш на тие репринти, да. Има доста убави репринти, стара рок музика, сол,
За жал нема оно што ја го барам джез, меѓутоа многу ретко се наоѓа. Така да оние колекционери во вистинска смисла на зборот може да си ги задоволат потребите. Мислам тоа се во техничка смисла прилично квалитетни изданија, по моја скромна проценка 90-95% од оригиналот се сосема култивирани за слушање. Добро, сега за позитивните и негативните страни од синдромот. Прво негативните, и нормално тука ги вбројуваме недозволеното печатење на музички албуми и непочитување на авторските права на издавачите. А за неквалитетот на финалниот производ веќе споменав. Од друга страна пак, ние на Балканот од секогаш сме имале сенс за музика и генерации гордо израснале со рок-н-ролот. Откако источниот блок се растори, се појави дупка во тој домен, а плюс и ниедна мејџор компанија не се заинтересира да вложи пари за музиката во Македонија, бидејќи пазарот е многу мал. Така она што се случи и се случува со условно наречените бугарски CD-а, има и позитивни страни и покрај негативните. Полните музички продавници со нови генерации купувачи го докажуваат тоа, а за вкусот да не расправаме. Добро, значи, дали би го оправдал издавањето на пиратските CD-а кај нас, бидејќи најверојатно и меѓу тие CD-а имате нешто што ви се допаѓа? Па видете, со оглед на стандардот моментално во нашава држава, факт е дека не сме во можност се што е добра, има доста добри изданија да земеме на оригинал, меѓутоа во секој случај се разбира, би било многу погрешно да кажам дека го правдувам. Меѓутоа, ете, едноставно сега за сега таа е ситуацијата, доколку не се направи евентуално да влезе некоја фирма, мислам од познатите што се издавачки куќи, па да се направи некоја покомпромисна цена, доколку е тоа можно. Бидејќи за нашите прилики е потребно некоја така балансирана цена. Што е предноста, што недостатокот на оригиналните CD и овие пиратски изданија? Ако мислиш на едно поединечно парче во техничка смисла, квалитетот е сепак нешто понизок, иако имаат една прогресија во квалитет. Мислам дека последниве 2 години имаат извадено неколку примероци кои се фантастично снимени, мислам 100% како оригиналите. Инаку што се однесува до изборот, мислам сигурно комерцијалата го одредува правецот во кој се движат тие што ги принтаат. Да, претежно има музика која преферираат помладите генерации, реп, денс, таква музика што за нас, ајде да кажем, посериозните вистински ерес, мислам. Ми кажавте дека сте колекционер на CD-а. Например, сакате да купите некој добро старо CD што сте го имале на плоча, не би можеле да го најдете во ваква музичка продавница, да речеме, а тоа го издаваат бугарите, некој фино раритетно CD. Мислам дека тука е предноста на другата страна што е обвинуваме, нели? Па да, видете, сепак, мада конкретно морам тука да кажам дека за некои изданија, кои што наистина ни се допаѓале, конкретно баш во оваа продавница, јас ги имам порачено, например, албуми од The Cure, ги споменал као пример. Едноставно сум сакал да ги имам така на оригинал и сум ги порачал. И рече си ги имам собрано. Али, добро е, не една група сигурно, и не еден диск, така да пак мора да... Али во секој случај, ако би налетало некое слом пиратско издание, а пример да не го најдам во продавница, би се решил сепак. А другата страна од приказната би била: што прават и како се снаоѓаат луѓето кои имаат продавници со оригинални компакт дискови и како тече продажбата кај нив? Кога се обидов да разговараме за тоа, тие не беа баш расположени за разговор, но најверојатно секој се снаоѓа на свој начин, зашто сепак мора да се признае дека ако се погледнат насловите што ни ги нудат пиратите и насловите што ни ги нудат во продавниците со оригинални компакт дискови, овие вторите по квалитет се далеку пред оние првите. Односно, оригиналот секогаш е поквалитетен од копијата пират. Законот во Македонија за заштита на авторските права е јасен и гласен, но нема кој да го спроведе. А највеќе во целата игра губат домашните изведувачи кои немаат пари да скрпат за едно CD, а камоли да влезат во машинеријата на правење музички звезди. Тоа можат да си го дозволат само мамините и татините синови. Кај пиратските изданија на буклетот воопшто не е обврнато внимание. Што мислите за тоа? Буклетот е еден интегрален дел од комплетното естетско задоволство. Мислам, она што го имаше на оние стари омоти на винилите, бе тоа време
нешто такво. Мислам, стварно дел од комплетното естетско задоволство. Во оригиналните дискови буклетот е информативен, меѓутоа он е визуелно некако недостатен, спакуване, и од таа естетска страна не би рекол дека има некоја пресудна улога. Порано плочата можеше да се продаде со омот, буквално. Сега, од таа страна, во овие нелегални изданија, само е очитана нормално насловната страна и последната страна. Мислам дека се сосема доволни за оние кои немаат некои документаристички побуди евентуално и така. Јас сум еден од нив, меѓутоа мислам дека тоа мал минус. И без разлика на се, ни останува само да слушаме квалитетна музика, зашто само така може да се заштитиме од пропагатурите на кичот кои се наоѓаат насекаде околу нас. I'm caught